повеќе од пријатна атмосфера во Jazz Art Club Матис. Денес ќе го представиме вистинското јас на Илија Ќосевски. Пејач, композитор, пред се професор. Иле, добре ни дојде. Добре, најдов. Се надевам дека ти одговара атмосферата. Одлично. Иле, ете, ќе започнеме со твојата лична карта. Па вака, околу мене, роден во топол месец, во август месец, околу години сите велат дека не е убаво да се кажува, и јас си кажувам 27 години моментално, за мои години доста постигнати многу работи. Роден овде во Штип, живеам во Штип. Предпоставувам дека веќе нашите гледачи знаат, затоа што ти си штипјанец. Да. Меѓутоа, која беше причината, како беше задоен со уметноста? Вака, кај мене, уште од мали нозе имаше нон-стоп музика во моето семејство, во мојата фамилија. Мојот татко покоен беше уметник, овде има дури во ова место има многу слики од него, кои што ме прават горд. Сигурно уметноста сум ја наследил од него, но околу музиката ме привлече мојата сестра. Таа започна, таа е 5 години 6 постара од мене, и така, гледајќи ја неа, ме навлече на тоа. Мојата мајка исто така е многу талентирана околу пење, валјда тоа сум го наследил од неа. Кога официјално започна со музичкото работење? Па вака, со изучување на музика почнав уште од 5 годинки. Пробував тогаш, уште како сестра ми одеше на основно музичко училиште, на нижо музичко училиште, така и јас одев со неа. Пробував да свирам виолина, така 2 години пробувавме, но потоа се одлучив околу флейтата. Така ми беше примамлив, нежен инструмент, убав инструмент. Така тоа го изучував од мои 7 години до 14 години. Одев на надпревари, освојував награди, како државни, така и надвор од нашата држава. Сум задоволен на тоа, имаше интересни моменти. Потоа се одлучив околу традиционалните македонски инструменти. На 14 години уште не бев завршен основно училиште, бев 8 оделение, се ориентирав на народните инструменти. Тогаш уште беше и пресно тоа така во нашето училиште, и така, бидејќи флейтата беше дувачки инструмент, така ме привлече кавалот. Од секогаш имав желба, така многу пати кога одевме да испробуваме разни инструменти, ми беше интересен кавалот. Еднаш се сеќавам како дете сакав да пробам да свирам и не ми излезе. Мислев дека е толку лесно и не ми се заинатив. И пробав и сакав да го изучам тој инструмент, и така до ден денешен го свирам. Кои се луѓето од кои што ја црпеше инспирацијата и кои што беајте безусловна поддршка? Вака, зависи, во многу работи имав различни инспирација, различни луѓе ме инспирира општо општеството, начинот на живење, со какви луѓе се дружиме, секаде можеме да најдеме инспирација, и во овој денешен разговор можеме дури да најдеме некоја инспирација околу креирање на некоја музика, или кај музичарот доволно е еден збор или еден потек за да му вродиш инспирација. Кај секој музичар е тоа така да црпев од секојдневието, како живеев, така и творев, без разлика дали е популарна песна или дали порано компонирав и хип-хоп и R&B, и се што имам пробано да компонирам. Така да и денес, кога творам со народните инструменти, црпам инспирација од денешнината, од животот, од мојот живот. Секогаш сите песни, скоро речи, ми се автобиографски, без разлика дали јас сум го напишал текстот или не. Така да и инспирацијата околу традиционалните песни или инструментали што ги компонирам денес се од мојот живот. Кој е твојот најстрог ментор? Мојата сестра.
Таа, значи, секогаш ја слушам околу критики, околу пофалби. Таа најмногу знае, бидејќи таа е исто така голем професионалец, кој, еве, за жал кај нас, во Македонија е така, ретко слушаат за големите луѓе, за големите уметници, секогаш другите се многу побитни, кичот е многу побитен. Така да таа е исто така голем уметник, има за магистар по виолина, кај најдобриот можам да кажам слободно професор во Македонија Олег Контраденко. Така да таа е таа што секогаш ме советува за било што. Ти си композитор и ова прашање постојано кружи, меѓутоа ќе можеме ли да разјасниме што е најтешко, да се напише текст, музика или да се направи аранжман? Па вака, моментално во денешно време се поголем и поголем замав зема аранжирањето на било што, дали на некоја песна или веќе аранжирањето или е компонирање фактички во она традиционалната, пример кај мене, музика или било која инструментална музика без пеење. Веќе тоа зазема многу работа и треба да размислиш добро за секој инструмент, да ја знаеш суштината на секој инструмент, да ја знаеш каква боја има, во кој регистар свири, каде е најдобро звучи, па каква боја сакаш. Видите, музиката, творењето на музика е како хемиски елементи. Кога си експериментираш, така и музиката, зависи како сакаш да ти звучи таа композиција, дали сакате да биде отворена, дали да биде свежа, дали да биде весела, сето тоа зависи кои инструменти ќе ги употребиме во таа музика. Се зависи, тоа треба да си добро поткован, добро музички поткован, да си го изучувал тоа, така, тоа не може, гарантирам, да излезе чисто случајно. Тоа е сепак наука. Во 2007 година се појавуваш на Макфест и од тогаш си едноставно почитувач со тоа што постоиш на сцената како композитор или лично представување. Ајде малку од твој аспект за доживувањето на оваа макфестовска сцена. Вака ќе почнем, значи 2007 се одлучив за прв пат. Од мал секогаш ми кажува ајде да пееш на некој детски фестивал, ајде да пробаш нешто. Ја никогаш немав некоја посебна желба околу тоа, но 2007 се одлучив така, каде што мојот драг пријател Митко Јовановски неколку години пред тоа ме воведе во тоа компонирање, така да кажам. Тој ме ги покажа сите програми, бидејќи денешно време мора да имаме опрема, мораме нешто да имаме каде ќе го работиме тоа. Така да тој ме така излаше во наводници. Почнав и тогаш ми се вроди таа голема желба да излезам на Макфест, бидејќи одевме како среднисти од музичкото школа, одевме на секои проби на Макфест кога се одржуваше и така тогаш ни се вроди некоја желба за да стапнеме на таа сцена, да видиме како е од другата страна на сцената. И така да тоа ми беше многу тежок период. Многу е тешко не можам да се кажам дека сум толку многу познат и успешен, бидејќи за да бидеш успешен треба многу и многу од позадина да имаш оставено. Секогаш се кажувам јас дека сум почетник, иако секојдневно отворен, секогаш ќе бидам почетник, додека народот не ми ја оцени тоа моје творење. Тогаш беше многу тешко, се плаќаше тогаш и учество за фестивалот, па не потекнувам од некое многу богато семејство, така скромно семејство потекнувам, па се тражеа некои финанси, па додека да се најдат, па додека да се искомпонират добро песната, па требаше да ми прават други аранжмани, но јас како личност таков сум по природа, не додов. Сакав се сам да си завршам и го направив тоа до последно, така да се изборив и излегов на Макфест.
таа 2007 година и што е многу интересно, уште тогаш го искористив традиционалниот македонски инструмент кавалот, уште во мојата прва песна го искористив, така да не испадне дека еве пред 3 години како веќе ова ми е 4-та година како работам како професор, да не испадне дека сега сум почнал да ги негувам тие. Не, јас уште од мојот прво стапнување на сцена го користам тие македонски инструменти, бидејќи твориме македонска музика. Потешко е да настапуваш лично или потешко е кога други го представуваат она што ти си го сработил? Вака, се си има некоја тежина. Додека си на сцена, значи поголема е работата и да ја представуваш и да ја компонираш, бидејќи имаш замислено веќе песната, треба да си веќе ако одиме до крајност, треба да одиш стайлинг добар да излезеш за на сцена, и пак те гледа цела Македонија. Треба да се погрижиш добро да ја изведеш песната, никој не може да ти биде друг кривецот, после значи самиот себе се обвинуваш на крајот ако не биде добро. Потоа се трудиш да звучи максимално добро песната. Значи ипак ќе кажам тоа е некоја поголем залак за изведување на некоја песна и да си композитор и да си пееш. За разлика доколку друг да ти изведува, веќе ја имаш замислено песната и го тражиш правиот вокал, кој да ја изведе песната, и секогаш тогаш се многу минимални корекции околу пеењето. Да се подсетиме на песната Ти изгубив, посветена на твојот татко. Колку е тешко да се работи со емоции и дали всушност тоа е рецептот за квалитетна песна? Вака ќе кажам, значи секоја моја песна, кој ги знае, кој не може слободно да ги слушне на интернет, се веќе сите достапни. Секоја песна ми е направена со многу емоции, секоја е некој од нешто инспирирана, така да таа песна всушност не беше кога беше компонирана, не беше посветена за него, бидејќи тој ја знаеше песната. Баш 2008 година, каде што настапив со Милион причини, ја во конкурсот ја пратив и таа песна. На мојот татко таа му се бенефисуваше песна, а на мојата мајка баш Милион причини. Исто и таа мајка ми е многу голем критичар и знае која песна треба во прав момент да излезе. Тој ја знаеше и тие зборови ќе ги памтам, и затоа немав храброст да ја издадам. После 5 години од тогаш ја издадов таа песна. Поминаа 5 години за да земам храброст и ја доработив како што треба и ја издадив. Па и баш се погоди текстот за таква намера. Кажавме дека го почитуваш фестивалот Макфест, меѓутоа Да, и тоа многу. Коментарот за нашите фестивали од ете вака професионален аспект, но и како човекот што е почнал токму од фестивали. Вака јас сега моментално како одат работите, ми се допаѓа тоа што полека се користат живите инструменти, бидејќи имаме многу дипломирани музичари во оваа наша мала држава, а имаме толку големи квалитети. Значи не треба тие да седат дома и да си ги чуваат нивните инструменти. Ми се допаѓа тоа што веќе одат напред и секоја песна се свири во живо, бидејќи па и секој не може да напише таква песна за цел оркестар, така да ми се допаѓа веќе како оди, но имам некои замерки што полека продукцијски мислам дека треба повеќе, бидејќи ако и погледнеме тие сите светски фестивали, дали се во Америка или еве еден италијански Сан Ремо, таму имат една перфекција во продукција. Зборам, мислам дека сме и 21 век и треба продукцијата да биде на највисоко ниво, како ќе звучи во живо, така треба да звучи и на цел. Професор по традиционални музички инструменти, можеме ли да кажеме од каде е оваа љубов? Може ли да се дефинира некое насочување или ништо што те инспирираше да професионално се навлечеш на ова? Па традиционалните инструменти, мислам дека не треба никој македонец да ги заборави како прво и прво.
треба секој да има љубов кон тие инструменти, треба секогаш да го буди некоја емоција кога ќе исклучи тие наши традиционални македонски инструменти, бидејќи ние ако не ги негуваме, нема сигурно некој друг од друга држава да не ги негува. Се вроди, што знам, како, случајно, валјда. Ми беше, слушав, од секогаш сум наслушан на секаква музика, дали е джез, дали е поп, дали е хип-хоп, R&B, традиционална македонска музика, дали е фолк музика. Единствено што не практикуваме турбо фолк, да слушам, бидејќи нема ништо во тоа убаво, како прво и прво. Друго, и така ми се вроди желба да баш македонска музика имаме толку добар мелос и за свирење, и за правење обработки, и за свирење и компонирање со таков мелос наша музика, така да тоа ми се вроди. Благодарност и до мојот професор Горанчо Ангелов, кој е професор моментално кај нас во Штип на Универзитетот Гоце Делчев, на Факултетот за музичка уметност. Од него ми излезе целата таа поддршка и целата желба за изучување, така да потоа да продолжим во Скопје, изучувајќи исто така нашите македонски инструменти, кај професорот Драган Дутовски, кој е веќе познат во цел свет, кој е голем професионалец. Така да не можеш кога се фатиш на товар и си обкружен со прекрасни луѓе, големи професионалци, не можеш тоа така да го оставиш лесно, така се трудам и јас денес да го пренесам спрема моите ученици, да бидеме професионалци. Ете како професор, колку имаме млади таленти кои што ја сакаат и искрено работат на македонската традиционална музика? Се трудиме да има се повеќе и повеќе, да има повеќе заинтересираност кај младите. Порано беше искрено многу помалку, сега е повеќе развиено тоа. Не отисам јас овде, туку општо се гледа дека тоа, бидејќи имаат можност и самите и децата имаат можност од 9 години да изучуваат било кој традиционален македонски инструмент, да учат било која македонска народна песна, да се надградуваат и во средно, да имаат и факултети овде и во Скопје, имаат многу повеќе можност да го работат тоа. Кај мене јас можам да зборам за моите ученици, се доста ангажирани, доста внесени во таа насока, во тој правец. Ги учам да не се ограничуваат со било кој жанр на музика. Убаво е да ја сакаат најмногу тоа што го изучуваат, но сепак ќе кажам, музичар е музичар, не може да биде ограничен. Секогаш треба широко на работите да гледаат, така ќе црпат инспирација, можеби и тие некој ден ќе станат некои композитори или професионални изведувачи на нашата музика. Така да кај мене се многу ангажирани, имаме доста настапи со моите ученици, настапувавме скоро речи во Македонија, имаме во многу градови настапувано, имаме и надвор од нашата држава, бевме еднаш за Хрватска во Рокеве. Од 3 години како работам, оваа четврта, бевме за Хрватска, бевме за Турција во мај. Еве сега се ближи уште еден голем концерт кој не знам дали како да... Еве, вие сте прв медиум каде што вие ќе ја пласирате овој настан, каде што ќе се имитува, ќе се промовира голем концерт во Турција, во Истанбул, и ќе се свири македонска музика. Конечно него освежување, остварување. Колку знаеме да го обраниме нашето обележје, онака вистински достојно? Многу пати ќе го споменам тоа, правите професионалци секогаш знаат како треба.
и секогаш знаат како и каде да ја пушта таа информација и да дадат таква идеја за да се одржи нешто така големо. Вака звучи само на зборови големо, но таму ќе биде едноставно не можам да опишам уште, бидејќи кога ќе се случи, ќе се дознае се, ќе има национална телевизија, ќе го пренесува целиот тој концерт, ќе биде спојка помеѓу нашето училиште и Турскиот универзитет. Тоа е многу познат универзитет, Истанбул Техника Универзити се вика, под раководство на музички, исто така конзерваториум го кажуваат они, каде што е спојка, ќе свириме ние наша музика и плюс заедно ќе свириме и нивна музика, каде што нашиот оркестар од нашата школа и моите ученици од мојата класа ќе изведуваме заедно и турска музика. Така да традиционално пред се турска музика. Јас не знам кој македонец ќе остане рамнодушен на вакво нешто, со самото представување на всуштност на важноста на настанот. Ете, јас добив чувство дека ќе дознаат за Македонија кога тоа беше. Да, и тоа многу. Ако се трудиме сите ќе биде и секогаш ќе биде подобро во Македонија, нема да се жалиме дека е лошо. Така, и како дојде до идејата за основањето на Народниот оркестар? Вака, по правило, кај нас во нашето училиште учениците треба да изучуваат само како да свират. Но јас ето тоа викам да изучуваат да свират, а да немаат каде да го представат тоа нивно знаење. Тоа е мислам дека малку и повеќе од лошо, така да и со разговор со учениците ги прашав едноставно сакате ли да основаме еден оркестар каде што ќе настапуваме, каде што ќе се дружиме, ќе одиме во разни градови, ќе се трудиме сите заедно максимално како еден тим, за да представуваме наша традиционална музика. Ги прашав дали се спремни за таков предизвик, бидејќи нема да биде лесно, ги предупредив уште на сам старт, бидејќи одиме до крајност. Ако се почне нешто, треба да се оди до крај за да се успее. Така да се навлекува со мене, веќе исто дишиме, ме слушаат за секоја работа што ќе ја кажем, исто така примаме критики од нив, така да работиме и функционираме сите како едно. Многу е интересна, мислам дека и таква, не знам дали има, се надевам и треба да има таква комуникација меѓу професор и ученици, да бидеме малку на повисоко ниво, и пак е 21 век и треба, мислам, да се комуницира и да се примаат критики од било кој човек, па дури и ти да дојдеш на наш не мора концерт, дури и на наша проба, па и ти да ни дадеш некоја критика, сето тоа е одлично. Па затоа е јасно дека после 3-годишно постоење почнувате веќе да освојувате и места надвор од нашите граници. Тоа е и прв пат во нашето училиште да се отиде надвор од нашата држава, онака оркестарски целосно да одиме и да представуваме нешто надвор од нашата држава. Да, нашите ученици секоја година освојуваат по многу награди од надвор од нашата држава, но одат на надпревар. Ова е прв пат во историјата на училиштето да се одржи концерт надвор од нашата држава. И ти знаеш дека ова е пат на кој што се насочуваш пред си затоа што го љубиш тоа, преголема љубов. Меѓутоа гледаш дека има остварувања и дека тоа делува. Која е целта? Упорност. Секогаш сум упорен до крај, никогаш не се предавам. Тоа што ќе го замислам, тоа сакам секогаш да го и остварам по било која цена. Значи, ако се водиме по правите чекори и по правата патека, ќе стигнеме секогаш до правата цел. Так, јас сум човек кој што многу внимава на детали и забележувам во последно време дека свадбините прослави и оние свечени веселби и настани
еминентно се става акцент на традиционалната македонска музика, дали во помали интервали или во поголеми. Колку од твој аспект мислиш дека повторно се навраќаме на традиционализмот? Па се навраќаме, за разлика од порано, еве колку што се сеќавам на некои од свадбите, секогаш се свиреше музика од соседството. Така. Многу малък процент се промовираше. Толку имаме убави песни, толку имаме убави ора, каде што секој човек би се напил една чаша вино и би се развеселил на тие песни. Се поголем и поголем замав зема, да, се трудиме и ние да промовираме, дури па и на свадбени свечености. Еве, баш после ова снимање на нашата емисија, ќе одам со мојата сестра и уште две виолини. Музика Вива се викаат како група. Одиме да свириме традиционална македонска музика, споена 3 виолини и кавал. Браво, одлично. Да. Одлично. И така да, убаво е тоа, ми се допаѓа што полека и народот самиот не бара да одиме да представуваме, се чувствуваат сигурно убаво, чим не повикуваат, така да убаво е сето тоа и со тие зурли, со тие тапани, го подига адреналинот. Вистински македонци, но вистина знаеме да направиме еуфорија, колку и да велиме дека сме насочени кон друг вид на музика, сепак кога ќе се слушне кавалот, тапанот, седумосминскиот такт е овде, меѓу нас. А мислам дека целиот твој живот и целиот твој ден е исполнет со музика. Можеш ли да се замислиш да работиш нешто друго? Не. Едноставно не можам да се замислам, сум љубопитен, сакам секогаш се сам да си завршам и општо кога се решам дома нешто да средам, некое капче мало кај мене, секогаш се трудам сам да го направам тоа, дали е во домаќинството, дали е нешто околу куќата, секогаш се трудам сам да го направам, доколку не можам, има за тоа луѓе што си го имаат својот занет, ги повикувам. Повеќе од 35 музички остварувања, твои композиции, но и работење на дела на твои ученици, колеги, пријатели. Сега, започнуваш од 2007 година до денес. Која е разликата и како се калеше зрелост? Па, да ви кажем, дури не ги ни осетив тие 7 години, кога поминале, бидејќи кога твориш и општо јас ќе кажам на секој музичар, мислам дека животот му е секогаш во брзо темпо, секогаш секоја минута е испланирана, така да сум посветил многу време околу тоа компонирање, околу тоа вежбање на тие народни инструменти, околу свирење. Стварно имам многу време посветено, дори некогаш сум го запоставувал и мојот живот, приватен живот, да со дружби сум се затворил и сум вежбал, но ипак моите другари знаат да ми извлечат од дома и да се подржиме малку повеќе. Можеме ли да посочиме што повеќе те инспирира и што ти прави причинува поголемо задоволство компонирањето, пеењето или пак дружбата со учениците и делувањето како професор, насочувањето на ученици? Моментално ме исполнува да бидам со моите ученици, да твориме, да свириме заедно. Тоа ми е моментално најубаво нешто кога одам на работа. Бидејќи не одам, како да се рече, само на работа и да ми стигне еднаш во месец плата. Туку одам со голем желба и љубов да работиме, да научат што знам, па можеби некогаш и јас да научам од самиот момент нешто. Така да моментално ми е тоа, а после работата го користам времето за компонирање моментално, значи сум посветен повеќе на инструменталната музика, компонирањето со традиционалните македонски инструменти. Имам некои планови, дали до година, дали за 2 години. Планирам да излезе моја CD за прв пат, значи нема возможност да издадам можеби со пеење, но ќе се потрудам овој пат да излезе моја CD со традиционални преработки
но и со своја авторска музика. Се случи првото работење на фолк музика за фестивалот кој што пред неколку дена се одржа. Да. Беше тоа песна на Благица Калева. Да. Ајде малку за овој проект. Па искуство убаво. Со мојот драг колега, како да го наречам, пријател, другар, па можем и слободно и брат, бидејќи веќе 12 години сме заедно во дружба од нашите средношколски денови, цимери, колеги сега моментално на работа. Имаше примено песна на Фолкфест Валандово и ме замоли да отидам да го отснимам кавалот и тапанот на таа песна. Ми беше огромно задоволство, за прв пат влегов и во тоа. Бев и во комисијата оваа година на избирање на песните за Валандово. За прв пат исто такво искуство имав да бидам во комисија, да избирам, бидејќи сум професор по традиционални инструменти и така да се бираше од нашето училиште, да има представник од тоа школа, така да мене ме избра и ги избравме тие песни што настапија на тој фестивал. Ми беше огромно искуство, научив многу работи, научив исто еден чек од плюс за мене, а и со снимањето исто така. Значи не ми е прв пат да снимам кавал или било што, но ми беше прво искуство да оснимам фолк песна, фолк народна песна. Иле, дали имаш скриен талент? Сигурно имаш. Меѓутоа, може би не го посочуваш како така. Па вака, околу, ако мислите на уметност на цртање, не. Значи, сум антиталент од тоа. Не знам ништо, не сум наследил од тоа ништо, буквално, но што знам? Сакам средување во домот. Тоа ми е како и то секогаш сам, дали мебел сам сакам да си направам, дали да направам некој ѕид дома, така да тоа ми е така скриено во мене. Што ми е предизвик да го правам. И ти е пасија, предпоставам. Да. Си го вложувам моето слободно време во тоа. Пример, еве летно време, кога сме на одмор, дали ќе отидам на неколку дена надвор од нашата држава или ќе бидам во неа, тоа го правам само неколку дена и сето тоа слободно време летно го користам околу мојот дом. Што може да те изнервира лесно? Лесно. Многу работи може да ме изнервират, не е една, но најбрзо можам кога нешто не е како што треба, кога сме на договореното, а не е така, и дали во моментот сме договорени околу работата. Тоа, пример, знам да задоснам и јас, и тоа многу често. Моите другари може тоа да го кажат, но кога се работи на професионален план, кога се свири, кога се компонира, дали во студио да се влезе, дали да се има некое предавање или час или било што, тоа може многу брзо да ме изведе од такт и не сакам едноставно манипулација. Тоа ми е исто така, подобро да ми кажеш во лице се и се што, значи тоа што го мислиш по-нема да се навредам, отколку да го криеш тоа од мене. Кој е твојот катализатор на стрес? Не знам, искрено не знам. Од кого е наследи скромност? Од мојата фамилија. Тоа е дефинитивно, мојата фамилија, цела фамилија е скромни луѓе, кои да постигнат нешто многу во својот живот, знаат со скромност да го прикажат тоа и да не го направиме толку многу возвишено. Скромноста е секогаш најубава работа. И може би затоа не сакаш да се наметнуваш, тоа е очигледно. Никогаш не сакам да се наметнувам, никогаш не ќе да бидам напорен, дури знам да се оддалечам од некоја личност, пример, само да не бидам напорен. Убаво е кога се работите случуваат така опуштено.
кога си одим, еве како сега на нашиот муабет, кога не се бориме со прашања, така да тоа ми е секогаш убаво се чувствувам кога се оди од рака, што викам. Кои се карактерните вредности кои што ги цениш кај луѓето? Овака. Ценам искреност, ценам правилни коментари во право време, ценам професионалност. Не знам друго што така не ми текнало после, но тие се три работи кои што секогаш ги гледам. Да бидат едноставни. Веројатно е нормално за луѓето да имат идол, што јас добро е да се има некој таков човек кој што ти е перцепција, дали може би ти имаш? Па видите се, кај мене не можам да одредам еден човек или една личност или било што. Затоа станува збор и јас го делам истото мислење дека не можеш да се насочиш кон еден човек. Се насочувам јас кон се што е добро. Кон се што може да влее емоција, дали музика, дали спорт, дали било што, бидејќи се и се што пратам. Така да се што е добро може да ми биде еден репер или еден идол. Се што излезе, дали добар музичар, без разлика дали свири некој традиционален инструмент или било кој инструмент, се воодушевувам на тоа и го слушам непрекинато. Знам и да претерам во тоа. Што најмногу сакаш да пееш? Да пеам? Па не знам. Најверојатно македонска народна музика. Во тоа си се осеќам најубаво. Секојдневно пееме во училиштето, бидејќи предавам и во нашиот оддел, во народните инструменти има и традиционално пеење. Така да мораш да им ја отпееш песната дали на пеачките или пеачите што го изучуваат тоа, учениците. Мораш да го доловиш моментот, мораш да им кажеш правилна постава на вокал, па дури во некои ситуации звучи и смешно, но тоа е професионалното и тоа треба така да биде и се трудиме така да биде. Секој ден пееме ние, секојдневно си пеаме, баш пред да почнеме си пеев тоа што го слушам во моментот. Ми е убаво кога пеам. Им простуваш ли лесно на луѓето? И покрај тоа што многу пати би те повредиле во животот и знаеш дека повторно тоа ќе го сторат? Видите, во христијанството има една работа каде што викат ако ти направи добро, врати му исто така со добро, ако ти удриш амар, направи му исто добро, заврати му го и другиот или така некако беше. Но јас за жал не се водам по тоа. Јас се водам по тоа што ако ми направиш дупло, јас ќе гледам колку што можам повеќе и повеќе дупло, но ако ми направиш лошо, исто така едноставно се повлекувам, не сакам лошо да направам, се повлекувам само и толку. Нема понатаму комуникација, бидејќи за секој гест треба прво да размислиш, па да го направиш. Секоја лоша работа е прво смислена, така да сигурно не е случајно. Лошо не може да се направи случајно, може само со намер. И кои се твоите мани? Мани? Па тоа ми е мана, кажувам кога се договарам со моите другари, кога каснам по 10-15, па некогаш и получас. Таа ми е најголема мана. Па друга мана, што знам? Не знам, се преоптеретувам, знам да се преоптеретам од работа, знам да ми играат сите нерви дури, не наситен сум на работа дури, многу малку кога имам некој проект, моментално овој проект што го работиме за недела време каде што одиме, знам да се преоптеретам, да не спиам, тоа не е добро, знам, но
такви се временските услови, толку време имаме и мораме да се посветиме максимално за да испадне добро. Иле беше задоволство да го доловиме твоето вистинско јас верувам дека и гледачите се задоволни. Сигурно. Ќе ти посакаме многу среќа, ќе посакаме среќа на целиот оркестар кој што ќе замине. Благодариме. И ќе следиме вашата работа. Ќе ни биде задоволство вашата телевизија да не посети оваа недела, да видат како се работи, да осетат еден мал дел од нашата атмосфера и да го презентираат на нашите граѓани, па и на целиот регион. И верувам дека пораката е повеќе од јасна, да си ја сакаме, негуваме македонската традиционална музика и да го гледаме квалитетот. Ако квалитетот. не ја негуваме, никој нема да ни ја негува. Ти благодарам уште еднаш. Се благодарам.